Денес имавме една класична пресконференција на која што имавме лажно обвинување од страна на раководното лице во агенцијата. Имено постојано се вршат вакви лажни обвинувања кон кадрите, односно раководните лица кои што доаѓаат од редовите на ВМРО-ДПМН. Во агенцијата за вработување кон мене има еден политички реваншизам, бидејќи нормално доаѓам од партијата која што во моментов не е на власт. Добив на 17.8. известување кое што не е општ управен акт, со кое што всушност ми се доделуваат работни задачи 5 нивоа пониски од решението за работа и исто така ми се забранува да ги вршам работните задачи кои што се од највисокиот, произлегуваат од еден највисок правен акт, тоа е договор за работа и решение за работа. На ово известие имаме поднесено приговор до Државната комисија за спречување на корупција, која што го смета за основан и отвори предмет по овој доставен приговор. При тоа во исти ден ми се отворени дисциплински постапки, ми е дадено решение за суспензија за работа, инструирани се ревизии кои што ревизии се спроведуваат спротивно од законските прописи за спроведување на ревизија. Прекршени ревизорите ги имаат прекршено основните стандарди за всушност извршување на оваа ревизија, неизвестен ревидираниот субјект и така натаму, зашто понатака ќе бидат поведени постапки кон ова незаконско постапување. И исто така извршен ми е насилен упад и вербален напад во мојата канцеларија, регистриран во полициската станица Центар, каде што при самото сторување има и 5 лица вработени сведоци, од истите е земено изјава, исто така против сторителите ќе биде поведена постапка пред надлежните судови. Континуирано имам вознемирување на работното место и сите тие постапки кои што се водат и целото ова сценарио кој што денеска го видовме можеби е резултат кон всушност деградирање на мојата личност, на нанесување на штета на угледот и всушност замачкување на очите на јавноста за сите оние резултати кои што се видливи. Агенцијата за вработување во континуитет вадеше огромни резултати, вработувавме невработени лица, стапката на невработеност од 36% е намалена на 22,9%, што значи дека на вистина агенцијата и сите раководни лица во агенцијата работеле во интерес на граѓаните. Сме организирале конкретно во Скопје 3 саеми за вработување, 2 оваа година, 1 минатата година, бројни конференции, средби со работодавачи, форуми со работодавачи со невработени лица, така да сите средства и сите ресурси на центарот и на агенцијата се трошени во насока на организирање на овие работи, во насока на подобро функционирање, отварање на нови работни места и во согласно со законските прописи и доверените овластувања. Исто така би сакала да истакнам дека и Државниот завод за ревизија како една овластена институција во континуитет вршеше ревизија во агенцијата. Во 2015-2016 година тоа е сторено и во Центарот за вработување на град Скопје, каде што не се најдени никакви забелешки.